Добре дојдовте, драги пријатели, уште еден медиум на радио bango.info, продукција Банго, емисија насловена како Медиум. Во последно време, од 16 мај годинава, на продукцијата Банго е ставен знакот РТГ во чест на Радио Гевгелие, 60 години од основањето во 1956 година и целата ова 2016 сите емисии и сите фотографии, сите ознаки што ќе бидат објавувани од Радио Банго Инфо ќе бидат со знакот на РТГ. Добре дојде господин Поцков повторно во Мед и Ум во ова летно и жешко издание. Добро ви најдов. Добро вечер. После кризата во Македонија веќе трае, меѓутоа после аболицијата, на срамна аболиција на председателот на Република Македонија се случи кулминација на незадоволството и произлезе шарената револуција. Вашите видувања за шарената револуција овде во Гевгелија? Па, точно е вашата констатација, значи после аболицијата на освестениот граѓански сектор, бидејќи после проектот Вистината за Македонија голем дел од вистините за владењето на оваа власт заглавена во тежок криминал излегува на виделина, следуваше нели Пржинскиот договор и сето тоа допринесе да Вистината за Македонија допре до многу луѓе. Во тој контекст после дадената аболиција од страна на председателот Иванов во средината на април ова година, значи на вако освестениот граѓански сектор, на освестените граѓани на Република Македонија, не можеше да помине ваква работа незабележително, бидејќи очигледно беше дека тој се става во улога на спасување на врхушката на ВМРО ДПМН. Незадоволството беше изражено на улици и од почетокот тоа беше, да кажем, првите 2-3 дена беше без некоја име, без некоја лого, како што го нарекуваме шарна револуција. Значи тоа незадоволство го роди... Нема правда, нема мир. Нема правда, пословенот нема правда, нема мир. Го организираше граѓанско здружение Протестирам и по тој слоган, значи, се роди и шарената револуција. Нормално е Гевгелија, сите тие појави што случуваат во Македонија, нормално да ги чувствуваат и граѓаните на општина Гевгелија сакаат да го изразат својот револт спрема начинот на владењето на оваа власт и спрема срамната аболиција, бидејќи ако се сеќавате, барањата на шарената револуција не беа само околу аболицијата, беа проширени, барање за оставка на Иванов, вклучување на граѓанскиот активизам во одредни пори општествениот живот, формирање на експертска влада и да не должи многу, значи тоа што се случуваше секаде во Македонија, се случи и во Гевгелија. Знаете, околу оваа шарената револуција често пати бевме обвинувани ние од СДСМ и јас како пратник се појавив и во Скопје на протести на шарената револуција, се појавив редовно и во Гевгелија и бевме обвинувани дека што бараме ние како СДСМ во таа шарна револуција и како обвинувањето од власта беа дека СДСМ е организаторот на сите тие работи. Еве, јас сакам да кажам дека точно е, ние сме дел од шарената револуција, меѓутоа шарената револуција пред се граѓански активизам на изразување на формата на незадоволство спрема актуелните случувања во Република Македонија, ама ќе се навратам на тоа што го кажуваше Никола Груевски после првата победа 2008 година, дека планира од ВМРО ДПМН да ја проширува својот програма, да ја надградува и од партија да премине во движење. Тоа не успеа да го направи со ВМРО ДПМН, бидејќи мислам дека ниедна политичка партија не може да претендира на таква работа, меѓутоа тоа му се случи. Баш такво движење на кој он тогаш е мислел, му се случи токму во шарената револуција, бидејќи тука обедени се што е демократски настроено во Република Македонија, се што смета дека има личен став и личен интегритет, секој кој не се плаши, секој кој малку задира и има грижа за иднината на Република Македонија, се обедени во таа шарена револуција и ние како опозиционери нормално дека сме блиски со сваќањата
на шарената револуција во еден дел и кореспондираат, али сепак и ние сме и пред се граѓани и сигурно со нашиот активизам како опозиција на политичката сцена и како граѓани, значи зазедовме став на изразување на форми и начин на незадоволство за актуелните случаи во Република Македонија. Тука знаете дека на почетокот беа ГДОМ со на првите протести, меѓутоа мислам дека ќе разговараме понатаму, сакам да кажам дека тоа беше првите 2 недели во почетокот на месец мај, ама со враќањето на одлуката на Уставниот суд на 18 мај, кога беа поништени изборите кои беа закажани на 6 јуни, во која се сеќавате ќе учествуваше една единствена ВМРО ДПМН, бидејќи друг никој не се пријави да учествува, Уставниот суд го контролираат тие и изгледа им ја снема агендата, бидејќи тие беа за бетонни избори на 6 јуни, поддржува избори. 5 јуни. Да, 5 јуни, да. Така. Господин Поцков, геврејскиот градоначалник јас во една прилика го повикав да го отклучи РТГ и да дојде на интервју. Тој не го признава овој медиум, едноставно се што ќе биде објавено, тие го коментираат на друг начин преку некои пораки до мене. Меѓутоа сепак една од причините на незадоволството е и неуспехот на Пржинскиот договор е состојбата во медиумите. Рековте дека ова беше граѓанско и токму затоа јас бев толку експониран на чело на шарената револуција, искажувајќи го моето незадоволство околу случувањата во РТГ. Кога народот крена кон РТГ да обзнани зошто протестира, полицијата го спречи народот, бидејќи од другата страна беше брането контрапротестот. Контрапротестот е всушност забранет со закон. Тоа се случуваше само во Белорусија и во времето на Милошевиќ. Значи, нашата полиција, која требаше да го штити законот, требаше да ги заштити оние од контрапротестот. Сега, кои беа на страната на контрапротестот? Моето мислење е дека таму имаше просветни работници, кои треба да бидат избркани од работа, затоа што не заслужува да ги воспитуваат нашите деца. Учествуваа на контрапротест забранет со закон. Што значи контрапротест и зошто е тој забранет со закон? Без разлика што тие сакат да кажат дека тоа бил нивен протест на ГДОМ. Тоа беше контрапротест, се знаеше во кое време, на кое место тие ќе излезат и зошто излегуваат. Начнавте многу теми, на дел од тие теми, значи самата логика начнавте и според самата логика начнавте и дел од одговорите е вака, значи контрапротестот во Гевгелија се случи на првиот ден кога имаше закажано од протестирам дека ќе има протести во Гевгелија. Ако целта на тие што контрапротестираа беа да го поддржат, значи да го поддржат одржувањето на изборите на 5 јуни, зошто токму на изден направија соби на исто место во центарот на градот, значи може тоа да го прават порано, па ако го правиле порано, ако тоа бил некој континуитет, значи ние ќе се сите активисти и учесници во протестирам во Гевгелија ќе се базиравме на терминот кој е закажан од нивна страна или денот кој е закажан од нивна страна и тогаш ќе се сватише како протест. Контрапротест има кога нешто е закажано, а уредно со законот му следува на граѓани кои сакаат да изразат одреден чин на незадоволство, тогаш тоа со законот уредни се вика протест и тој по закон никој не смее да го спречи. Контрапротест е значи на ваквиот протест да има одредена групација на луѓе кои не се слагаат со тоа. И сега замислите го абсурдот. Вашето праш контрапротест во Белорусија, значи власта е тука 10 години. Таа ги има сите механизми. Значи таа може да ја објасни работава за кој протестираат одредени луѓе, во случајот Сдруженијето протестирам или шарената револуција, преку медиуми, преку дебати, преку било што да ги убеди тие луѓе дека или чинител во овој случај аболиција ја даде Ѓорги Иванов со неговото учество, со дебатирањето зошто е тоа така, другот на кој начин се дошло, што му било намерата, требаш да ги убеди сите незадоволни луѓе, не само во Гевгелија.
во цела Македонија дека или ако дека нештата се правилни, или пак ако увидеше дека луѓето имаат мислење дека тоа е неправилно, државнички потез беше веднаш да ја повлече аболицията. Меѓутоа, ова е Македонија, тоа е ВМРО ДПМН, значи они имаат на протест, контрапротест, на сите работи имаат контра одредни работи. Тој име зборува за дефицитот на демократијата во нивната владачка партија и тој го изразуваат на државно ниво. Впрочем, сите знаат дека едно од обележјата на ВМРО ДПМН и во изборните циклуси, нонстоп во нивното 10-годишно владење манифестирање на силата. Значи, да заклучам дека таму точно е вашата констатација дека имаше луѓе, членови на ВМРО ДПМН, меѓутоа имаше луѓе од администрацијата кои не по нивна волја одеа на тие работи, се сеќавате, ние опаќавме пораки од преку протестирањето во Шарената револуција дека немаме ништо против честните членови на ВМРО ДПМН, дека и тие се самите заглавени од нивната врхушка. Го делам мислењето дека не смеа тоа да се прави административни работници за време на работа, после работно време сепак ако сметаат дека ако не се насила, ако имаат некои одредени мислења, може да и тие да ги изразат, меѓутоа секое сторено прекршошно кривично дело треба да бидат сите свесни дека во Република Македонија има закони и секој ќе одговара. Впрочем, знаете и вие дека многу луѓе кои првите денови излегува на Шарената револуција беа подложени на притисоци и на беден тортура, мобинг од страна на раководните лица во јавните институции. Се закануваат да не доаѓаат што барат таму. Некој ова си го сватил лично во две насоки, дека протестирањето е лично против одреден човек и дека тој може со вработените да манипулира, да им се представува дека лично им дава плата од сопствениот џеб, што не е така. Работите во јавните институции добиваат плата од сите нас. Како што и протестите беа насочени за една појава, не за конкретен човек. Ако некој се препознава во таа појава што се вика зло на Република Македонија, тоа е негов личен проблем. Впрочем, во политиката суетите не треба да водат, секој треба да води здравиот разум и гласот на народот. Јас сум горд што припаѓам на она страна во која го афирмира и на говорница, ако може, кога имам секој пат прилика, значи го артикулирам гласот на народот, гласот на моите гевгеличани. Бевте многу енергичен при последното појавување на Шарената револуција во Гевгелија. Па да, веќе при крај Шарената револуција беше најавила дека ќе почнат со други форми на изразувањето на незадоволството по малечките градови, тоа ќе ради летни одмори, ради дел од луѓето живеат, значи од земјоделие, сега е време на извршување на тие работи и Шарената револуција беше најавила дека ќе примене други форми на протестирање. Се случија во Скопје со блокирање на сообраќајници, па имаш таму еден циркус, запрено амбулантно возило, во колата нема никој, а шоферот е активист на ВМРО ДПМН и тоа кажува како се злоупотребуваат државните ресурси, меѓутоа тоа да го оставиме на страна. И на таквата најава, значи, во Гевгелија се претпоставувавме дека тоа ќе биде последен настан на протестирање и затоа сметав дека, бидејќи од почеток бев со моите гевгеличани на тие протести, дека беше време да се обратам, да се заблагодарам, зашто ми дадат шансата со последно обраќање и се враќање повторно на оваа тема. Добро вечер, гевгеличани, добро вечер, мои соборци. Ке се обидам да бидам краток, бидејќи знам дека е жешко, неподносливо, меѓутоа влогот е голем, влогот се вика Македонија. Сакам од се срце да ви се заблагодарам и длабоко да ви се поклонам, бидејќи сум горд што 2 месеци бевме на улица, барајќи ја правдата. Издржавме, ќе издржаме, бидејќи, како што кажа, влогот е голем. Се работи за Македонија, се работи за пишување во историјата, во која ние ќе бидеме на победничката страна. Велат, ти си опозиционер, ви има многу тука од
СДСМ од опозицијата, што барате во шарената револуција? Па еве да им одговориме. Груевски, кога дојде на власт, после 2-3 години, ВМРО победи на првите избори, летна во облаците и даде изјава од ВМРО ке правил не партија движење. Епа господине Груевски, ти се случи движење во Македонија, се вика шарена револуција, не има и од опозиција, и од граѓански сектор, стари, млади, тука сме, ќе одиме до крај. Бидејќи реков дека ќе видам краток и после нашиот гостин, кој искажа се, нема уште што многу да се кажи, бидејќи сум вас сограѓанин, сакам од тука да упатам две пораки. Едната е до вас. Почитувани граѓани, мои соборци, вие што сте тука, другите кои од оправдани причини не можат да бидат со нас, јавно ветуваме како опозиција дека после ноември, кога ќе ја земеме власта, како што се боревме заедно изминатите 10 години против овој режим, како што 2 месеци бевме на улицата против овој режим, заедно ќе ја градиме Македонија. И господине Франгов, после април, заедно ќе ја градиме со граѓаните Гевгелија. А на вас, од ВМРО, не на сите, на таа криминална банда, еве нешто да им обеќаме. После изборите во октомври, кои ќе бидат кредибилни, кога опозицијата ќе ја земе власта, прв проект во собранието на Република Македонија ќе биде дисперзирани затвори, бидејќи крадевте од градоначалници, од директори на јавни предпријатија, ќе ви има многу и таму ќе ви биде местото. Не имаше многу во понеделник, не е битно дали не има секаде толку, ние сме секаде присутни, нашиот глас се слуша и секогаш ќе бидеме тука додека слоганот нема правда, нема мир, на крајот заврши ќе има правда, ќе има мир. До тогаш, довидување и заедно да ја градиме Македонија. Да живее Гевгелија, да живее Македонија. Се враќаме повторно на темата шарена револуција во Гевгелија. Господин Поцков, општина Гевгелија не да го допре дното, го проби дното и отиде на дибот. Јас не знам, овие на гевгелиски во наводници дошљаците во Гевгелија, не знам дали знаат што значи дибот, меѓутоа срамно е за администрацијата за општина Гевгелија да потпише, да удри печат на едно соопштение со кое се обратија до гевгелиската јавност, можем на протестите во Гевгелија, шарената револуција увезувала луѓе од Албанија и од Србија. Ќе дојде ли ден кога ќе го видиме кој е авторот на тоа срамно соопштение? Тоа соопштение, некој што го напишал е на работно место, зима плата, има голема одговорност. Кој е тој што се согласил, што не го повлекува, што не се извинува на гевгелиската јавност за таквите срамни навреди кон сопствените гевгеличани? Па, којто е сигурно е вработен во општина Гевгелија. Предпоставувам дека не е Јанашлиев, заради тоа што му го знам стилот, меѓутоа треба општина Гевгелија да каже дали се уште стои на тоа соопштение. Доколку не се обрати, Радио Банго Инфо стално ќе ја потсетува на гевгелиската јавност за содржината на тоа соопштение. Соопштението излезено како официјален документ од соопштение за однос со јавноста при општина Гевгелија. Без разлика кој е автор, сепак тоа асоцира на општина Гевгелија. Општина Гевгелија има градоначалник. Потребата за комуницирање со јавноста е на градоначалникот кој тоа го прави преку својот кабинет. Точно кој го напишал, воопшто мене не ме интересира. Тоа за мене покажува дека што е апсурд дека градоначалникот не си ги познава своите сограѓани. Имаше прилика секоја вечер шарената револуција поминуваше пред собранието на општина Гевгелија. Таму има камери. Имаше прилика да испаднеше на балконот кога го бара гевгеличани да им објасни, ќе ги видеше дали се гевгеличани или не се гевгеличани. Дрскоста на градоначалникот произлезе заради тоа што тој се појави на дом против сопствените гевгеличани. Градоначалникот на општина Гевгелија се појави да протестира против гевгеличани.
што има повеќе да се зборува од околу ова. Нека демантира дека не бил во толпата на гној, како се вика? Гдом. Добро. Се едно, нешто. Градоначалникот, за ваша информација, градоначалник на општина Гевгелија се појави на Гдоми во Гевгелија, ама се појави и на Гдоми во Валандово. Да, и отиде да го брани агендата на Битолскиот градоначалник во Скопје. Да, тоа. Со службено возило од Гевгелија, предпоставувам и со службено возило од Гевгелија до Валандово. Дневница. Сигурно, не знам за тоа, не знам. Да. Меѓутоа, ако политичката димензија и политичките убедувања на градоначалникот се една работа. Тоа е јавна личност и треба да знае секој неко појавување од редна манифестација, позади него остава трак на градоначалник на општина Гевгелија. Тој не е само градоначалник на граѓаните на жителите на општина Гевгелија кои гласале за ВМРО ДПМН. Тој е градоначалник на сите луѓе. И затоа на сите гевгеличани, и затоа боли фактот дека ова работа е изречена, што ја спомнав пред малку, дека на протестите имало увезени од Албанија и од Србија. Значи таква работа Гевгелија е мала, се познаваме сите еден со еден, меѓутоа нека му служи на чест и мислам дека сите што бевме таму учесници во шарената револуција, ќе го казниме на наредните избори, па ќе види дека ќе нема гласачи Албанија и од Србија. Впрочем, увезувањето од гласачи Албанија пустице измислица на ВМРО ДПМН. Не е измислица на опозицијата или на луѓето кои денес го изразуваат незадоволството од владењето на оваа власт. И оставяме за момент гевгелиската сцена, шарената револуција во Гевгелија. Господин Поцков, во последно време, значи дневност малку да воведеме, не сте активни во собранието, меѓутоа сепак одржавте прес во Скопје. Точно, излеговме од собранието после барањето на шарената револуција на Сдруженијето Протестирам, кој испорача барање на власта и на председателот Иванов, и до едно од барањата беше да Уставниот суд се произјасни за уставноста на специјалното јавно обвинителство. Специјалното јавно обвинителство во овие моменти е загрозено од почетокот на функционирањето, бидејќи ностоп се прави обструкција од ВМРО ДПМН, меѓутоа специјалното јавно обвинителство е загрозено од причина што има најави дека во летните периоди треба Уставниот суд да донесе одлука за укинување на специјалното јавно обвинителство. Тука има две работи што се битни. Прво, укинувањето на специјалното јавно обвинителство би значило и најмалата гасење на најмалата надеж дека правдата ќе правовладее во оваа држава, а втора работа е, знаејќи го стилот на ВМРО ДПМН и додека премиер беше Никола Груевски, тоест ностоп кога има некоја важна работа во Македонија бега. Ностоп е некаде во странство и некаде се крие. Најавите беа дека тоа би се случило на 3 август, во момент значи кога голем дел од граѓаните на Република Македонија се надвор на летен одмор и со тоа значи како што кажав и таа што е последна надеж на Македонија дека може да оди напред, би се изгаснале. Меѓутоа сметам дека заради тоа е нашето неучество во собранието, значи не е нашето учество во собранието е замрзнато и затоа реков неучество во собранието, значи не излеговме ние од собранието на Република Македонија, него го замрзнавме нашето учество до моментот додека Уставниот суд не се изјасни, а само кратко би ве потсетил дека за иницијативата која овозможи председателот Иванов да има можност да аболицира, треба од поднесување на иницијатива до моментот на изјаснување на Уставниот суд помина некаде месец и пол дена. Тука иницијативата е од нашиот сограѓанин Тодор Петров за укинување на СЕО, поднесена некаде во септември 2015, еве колку има 9 месеци, Уставниот суд не се произнесува и тоа е тактика на ВМРО ДПМН, калкулира со тоа бидејќи знае дека тоа го чува како нешто што ако работите одат не во него во нивен прилог да се закани и со укинувањето на СЕО и токму ова го прави. Ние како опозиција, значи, поддржуваме барањето на шарената револуција, не сакаме да се влезе во никаква разврска на политичката криза, а СЕО да остане на СЕО да виси дамкалов мач кога сака да го има ВМРО за
можност да со неговото укинување, значи да направи нов потрес на политичката сцена во Република Македонија. Во дел од тие активности, во замрзнувањето на нашата ангажман, значи не учествувам на пленарни седници и комисии, а пресот што беше некние е за ребалансот на буџетот, значи ние како опозиција работиме и нашите ставови ги искажуваме не на собранијската говорница, него во прес-центарот на Собранието на Република Македонија. Господин Поцков, се политичката криза треба да заврши со избори. Какви избори ќе организира Македонија по теркот на ова што се случува со студентите? ДПМН прати порака. Како ќе ги тера изборите? Со единици за брзо распоредување. Како приватна војска. Тоа што се случи со студентите, е жалосно. Имавте прилика сите, целата македонска јавност да види како насилнички се однесува ВМРО ДПМН и точно дека е тоа порака и сега од ова треба да целата македонска јавност да влече заклучоци колку били исправни барањата на опозицијата кои пред година тена беа преточени во договорот од Пржино, каде што министерот за внатрешни работи, министерот за труд и социјала и дополнителните министри во тие три министерства, што беа тогаш според Пржинскиот договор, треба да допринесат за правење на клима кој ќе овозможи фер и демократски избори. Токму во таа насока, значи се согласам дека сета ова политичка криза треба да заврши со продолжување на афирмирање на договорот од Пржино. Јас сум оптимист, се надевам дека за брзо време до почетокот на масовното одење на одмори ќе се случи таа работа и Македонија ќе влезе во една мирна фаза во која ќе треба да се тоа што сега ќе биде договорно, сметам дека без разлика колку сакаше ВМРО да го влече, веќе сме во фотофиниш и западните улеснувачи во сијот овој процес, значи го губат трпението и тоа што сега ќе биде договорно ќе мора да се спроведе и јас мислам дека некаде во ноември месец треба да очекуваме избори, ама не такви избори како што ги посакува Груевски и не таква порака како што ја прати пред студентите, бидејќи сметам дека во техничката влада токму клучните министерства кои треба да овозможат фер клима и фер услови, фер амбиент за надправување на политичките партии, а меѓу кои клучно и МВР ќе припаднат повторно на опозицијата, не за да владее, тоа го кажавме ние првиот пат кога влеговме лани во ноември 2015 со два заменици и три дополнителни министри, него за да направиме, токму за да ги спречиме овие појави и да направиме се во предизборието и во денот на избори да не се случуваат вакви појави. Се надам дека со влегувањето, со формирањето на новата влада, во која клучните министерства ќе припаднат на опозицијата и во предизборието и токму на денот на изборите, МВР ќе се врши својата задача така како што треба и дека овие за доброто на цела Македонија, за доброто на сите нас, ова што се случи со студентите да биде последно и вакви слики повеќе да не гледаме како настани во Република Македонија. На Македонија требаат брзи избори кои треба, значи, да имат потполен легитимитет, во кој тој што ќе изгуби ќе подаде раката на тој што ќе победи и на Македонија треба влада која брзо ќе се зафати со санирање на состојбите и која ќе направи се што е во нејзина можност за брзи евроатлантски интеграции. Јас сметам дека тоа ќе биде идната влада, ќе биде владата на СДСМ и ние лично како партија сме спремни за брзи, фер и кредибилни избори. Драги пријатели, следевте уште еден Мед и ум, овој пат со ознака на РТГ, рековме во целата 2016 година ќе биде така. Жешко летно издание во месец јули. Бидете со нас и во следното издание на Мед и ум, кој ќе биде во знакот на РТГ.